Почитувани добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Представници од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и од општина Кочани ги посетија објектите на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Од увидот на лице место беше констатирано дека изградбата тече според планираната динамика и може да се очекува градежните работи да завршат до крајот на оваа година. Изградбата на станицата за пречистување на отпадните води кај селото Мојанци тече според предвидената динамика и повеќе од сигурно е оти ќе се испочитуваат договорените рокови. Таква е оценката на представниците од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања СЕКО, кои финансиски ја помагаат инвестицијата, а чии представници заедно со градоначалникот на Кочани и неговите соработници ја посетија локацијата каде што се градат објектите. Се очекува пречистителната станица да биде готова до крајот на оваа година, што значи дека се наближуваме кон самиот крај. Уште една компонента која што во моментот овдека не се гледа, тоа е колекторот кој што треба да ги пренесе отпадните води од Кочани и да ги доведе тука на самата пречистителна станица. Тоа е еден друг вид на конструкција и градежните работи се одвиваат, но станува збори за исто така критична фаза, бидејќи без функционален колектор не би можеле да имаме довод на отпадна вода на самата пречистителна, а со тоа не би можеле ни да имаме ни пречистување. Пречистителната станица се гради на најниската гравитацијска точка на вливот на Оризарска река во Брегалница. Ќе ја прочистува фекалната вода од 9 испусти од Кочани, што ќе бидат собрани во главен колектор. Она што на нас во моментот ни ствара проблеми, тоа е секако колекторот со кој навистина имаме проблеми и веројатно дека ќе доцнеме. Тука проблемите се малку поголеми, бидејќи веќе и сеидбата, односно оризот веќе е овде, вегетира и навистина ќе имаме одредени закаснувања, задоснување, бидејќи сакаме и штетите да бидат што е можно помали. Имаме и некои други проектантски проблеми кои проектантот не ги предвидел и кои денеска ќе бидат тема на разговор на состанокот. И како што реков, очекувам градбата да заврши во предвидениот рок, можеби нешто пред предвиденото на пречистителната станица, меѓутоа проблемите со доводот на отпадните водови, како што слушнавте и од консултантот, ќе ни задават и понатаму проблеми, меѓутоа овде сме да седнеме и денеска и секој ден да разговараме, да изнајдеме соодветно решение. Целиот комплекс ќе биде опремен со најсовремена технологија за пречистување на отпадните води, на мала површина и со минимални трошоци за експлоатација и одржување. Заради заштеда и непречено снабдување со електрична енергија, се предвидува да се изгради и фотоволтаична централа. Во пречистителната станица кај Мојанци ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и околните рамничарски села со капацитет од 58.000 еквивалент жители. За нејзината изградба, Швајцарската агенција за развој и соработка СЕКО обезбеди грант од 21 милион швајцарски франци, а околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Бирото за регионален развој додели на општина Кочани околу половина од парите што се потребни за изградба на локалниот пат од местноста Крушка до селото Полаки. Остатокот од средствата веќе се обезбедени од општинскиот буџет. Финансиска подршка од 2 милиони денари од државниот буџет доби општина Кочани за изградба на делницата од местноста Крушка до селото Полаки, проект со кој таа годинава конкурираше во Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Одлуката за доделување на средствата веќе е објавена во службен весник на Република Македонија, а парите од буџетот се распределуваат по јавниот повик за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2018 година. Вкупната инвестиција ќе чини 5 милиони денари, што значи дека добиените пари од државата не се доволни, поради што и општината ќе кофинансира во изградбата со средства од својот буџет. На последната седница на Советот ние пренаменивме уште 3 милиона денари кои ни се потребни да ги направиме. Побрзавме претходно, бидејќи имавме информација дека веќе ги добивме овие 2 милиона. Како што знаете, горе, значи таму кај што планираме да се работи во зимскиот период, таа изведба не е можна и затоа побрзавме порано да донесеме одлука и да пренамениме 3 милиона денари од нашата сопствени буџетски средства и таа делница да биде изградена што е можно побрзо, односно ние планираме на
до крајот на месец да го објавиме и јавната набавка и да одиме со изведба на тој дел од патот. Според проектната документација, делницата од местноста Крушка кон Полаки е со должина од 800 метри и широчина на коловозот од 3 метри. Трасата е пробиена, но ќе биде неопходно нејзино соодветно проширување и тампонирање, пошто ќе следува и асфалтирање. Со тоа на населението што гравитира кон овој крај ќе му се обезбеди полесен и побрз пристап. За 2850 основци и 1400 средношколци заврши учебната година и започна летниот распуст. Раководните лица на училишните установи во Окочани во главно задоволни од тоа како помина и оваа 2017-2018 учебна година. За 2850 основци и 1400 средношколци од Кочани заврши последниот училишен ден од оваа учебна година, со што беше означен и почетокот на летниот распуст. Наставниците и професорите ги одржуваат советите на кои официјално ги заклучуваат оценките, а генерално директорите на сите 5 основни и 2 средни кочански училишта, задоволни од тоа како помина и оваа учебна година во однос на успехот, поведението на учениците, како и реализираните проекти во училишните установи. Да, ова учебна година јас ја оценувам како мощна, добра учебна година, како од гледна точка на успехот на учениците, така и од аспект на подобрувањето на условите за работа во нашето училиште. Од повеќето проекти, јас би ги издвоил двата посуштински и позначајни проекти кои ги спроведовме оваа година. Тоа е првиот проект е проектот кој го спроведовме заедно со Ротари клуб Кочани Виница, преуредување на дел од внатрешниот простор во нашето училиште, кој долго време беше запустен простор во кој буквално имаше отпад и учениците не можеа да го користат за ништо, а сега веќе е преуреден во едно убаво и пријатно катче. Вториот проект кој и според мене е многу значаен е набавката на 256 шкафчиња за учениците од 6 до 9 оделение. Оваа набавка ја направивме бидејќи увидовме еден недостаток со воведувањето на кабинетската настава, со постојаното префрлување на учебниците, нивната опрема од една училница во друга училница и поради тоа решивме да набавиме шкафчиња во кои што шкафчиња учениците ќе може да си ја складираат целата своја училишна опрема. Во наредниот период следуваат родителски средби за информирање на родителите за успехот и поведението на учениците. Ќе се прават и анализи за состојбите во училиштата за да може успешно да се планираат и активностите за следната учебна година. Ќе следува и доделување на свидетелства за завршена година или оделение. Полуматурантите овој месец ќе се запишуваат во прва година средно образование за учебната 2018-2019 година. На 18 и 19 јуни е првото пријавување, а второто пријавување во јунскиот уписен рок на 28 јуни. Во августовскиот рок пријавувањето е на 23 август. Матурантите пак на 9 јуни, сабота, имаат тестирање по мајчин јазик и литература, кој е еден од трите екстерни испити и задолжителен на државната матура. Првиот екстерен испит, странски јазик, англиски, француски, руски или германски, го полагаа минатата сабота. На 11 јуни е тестирањето по третиот екстерен предмет – хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика или бизнис. А на 13 јуни ќе полагаат кандидатите кои се пријавиле за испит по математика. Според Државниот испитен центар, оваа учебна година за полагање државна матура се пријавиле вкупно 15.256 кандидати, а тоа е услов за запишување на факултетите. Учениците кои го продолжуваат основното и средното образование на настава повторно ќе се вратат на 3 септември 2018 понеделник за почеток на новата учебна година. За 6 месеци јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница ги намалило трошоците, а ја зголемило ефикасноста. Работењето на предпријатието во првите 6 месеци од годината образложено на последната седница на Советот на општина Виница. Намалени трошоци и поефективна работа бележат вработените и раководните лица во јавното комунално предпријатие Солидарност Виница. Директорот на предпријатието го опиша работењето на јавното предпријатие во првите 6 месеци од годината пред виничките советници на последната седница на Советот. Околу потрошената годиво улје
нафта. Значи разликата ќе беше уште поголема ако не беше цената покачена. Значи разликата е околу 30% и намалена потрошувачка на гориво. Извршили работа градежна група. 433.000 наспрема 111.000 лан. Тоа што покажува? Гражданата оператива е ангажирана многу повеќе. Што во принцип значи поголема потрошувачка на гориво, а име намалување. Тоа покажува пак нешто друго. Значи, луѓето работа. Лани имате 170.000 донации и споженства, тоа си новогодишна забава во 150.000 денари. Имате 128.000 репрезентации. Наспрема сегашните 75 и 27, каде што е исто новогодишна забава. Освен за трошоците на предпријатието, се зборуваше и за неисправноста на водата за пиење во виничките села, но меѓу другото беше речено дека наскоро треба да започне изградбата на пречистителна станица во селото Трсино, а беше покрената и иницијатива водоводот во село Градец да го преземе и одржува јавното предпријатие. Општина Кочани упати јавен повик до жителите на селата Оризари и Долни Подлог да присуствуваат на собирите на граѓани на кои ќе се избираат органи на местните заедници. Можност да учествуваат во изборот ќе имаат сите лица со право на глас. Граѓаните чие место на живење според личната карта е во селата Оризари или Долни Подлог може да учествуваат во изборот на новите органи на нивните местни заедници. Со оглед што мандатот на досегашните им е истечен, законска обврска е да се изберат други членови кои ќе ги застапуваат интересите на жителите на двете населени места пред органите на локалната и државната власт. За да се реализира изборот на органите, досегашните совети на местните заедници и нивните председатели организираат граѓански собири. На собирите ќе можат да учествуваат жителите на Оризари и Долни Подлог, кои имаат право да гласаат на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, неопходно е со себе да понесат важечка лична карта. Собирот на граѓани во Оризари ќе се одржи во Домот на културата на 22 јуни со почеток од 20 часот, додека собирот во Долни Подлог е закажан за 25 јуни во ресторанот Донсам од 20 часот. Изборот на нови органи во местните заедници како прашање се поставуваше во изминатиот период на неколку седници на Советот на општина Кочани. При тоа се бараше да се организира нов избор на членови во советите и на нови председатели за да може тие полноправно да ги застапуваат жителите на населените места. Се очекува слични собири да се одржат за сите местни или урбани заедници, каде мандатот на досегашните членови им е истечен. Мостовите во градот се освежуваат со нови пастелни бои. Комуналното предпријатие Водовод пак продолжи со резидбата на стари и сушени дотраени дрвја и гранки. Мостовите во градот се освежуваат со нови пастелни бои. Општината започна со префарбување на металните огради во бои кои што на мостовите им даваат свежина и понежен изглед. Екипи на општина Кочани со работа започнаа деновиве, а се очекува да завршат за неколку дена. Инаку, согласно програмата на комуналното предпријатие Водовод во делот на градско зеленило, предпријатието пак продолжи со активноста резидба на стари и сушени дотраени дрвја и гранки. Резидбата се врши поради формирање на нови крошни, како и од безбедносни причини. Досега резидба е извршена на делот од улицата Маршал Тито, на потегот од поштата до мостот кај шопинг центерот, во трговскиот центар и на улицата Димитар Влахов, а деновиве и покрај реката кај плоштадот во Кочани. Со свечена академија и настап на учениците од сите оделенија и со положување цвеќе пред бистата на патронот, Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци го одбележа својот патронен празник. Училиштето во Зрновци веќе 9 година поред со гордост го носи името на патронот Синиша Стоилов, чие име и дело за секогаш ќе остане запаметено во историјата на македонскиот народ, рече директорот на училиштата установа Кирил Ѓоргиев пред присутните на свечената академија, што по повод одбележување на патрониот празник се одржа во салата во Зрновци. Мотото и визијата на нашето училиште ги води и наставниците и учениците по патот на работливоста, трајните знаења и активното учество во општествениот живот. Сите овие ученици го афирмираа училиштето и представуваа гордост и за нивните родители и за нашето училиште.
Во ова време на брз технолошки развој, глобализација, информатичка револуција и реформи во образованието, се трудиме максимално подготвени да ги дочекаме, прифаќајќи ги промените и новонастанатите услови како предизвик, а се бориме за своја афирмација и позиција во општеството со постигнување на нови, применливи знаења, квалитет, иновативност и искористување на сите внатрешни потенцијали на училиштето. Пред почетокот на свечената академија пред бистата на патронот беше положено свежо цвеќе, а на академијата настапија ученици од скоро сите активи од училиштето. Инаку во изминатиот период значително се подобрени условите во училиштето Синиша Стоилов, а големо внимание се посветува на професионалниот развој на наставниот кадар вклучен во воспитно-образовниот процес, а со цел осовременување на образовниот процес и создавање подобри услови за наставниците и учениците. Училиштето Синиша Стоилов е и ќе продолжи да биде расадник на образовни и воспитни млади генерации кои успешно ќе чекорат во животот и општеството. Следува информацијата од спортот. На крајот на јули и почетокот на август во Скопје ќе се одржи Европското првенство во кошарка од Б дивизијата за кошаркари до 18 години. Како член на македонската репрезентација на првенството ќе учествува и кочанецот Андреј Данилов. Македонската селекција за кошаркари до 18 години ќе биде домакин на Европското првенство од дивизијата Б. Првенството ќе се одржи во Скопје од 27 јули до 5 август, а најавено е учество на 20 на репрезентации. Селекторот на македонската младинска репрезентација Панче Милевски на првиот собир на кошаркарите го повика и кочанецот Андреј Данилов, кој во моментот настапува за екипата на Вардар од Скопје. По неколку дена подготовки во главниот град, репрезентативците ќе заминат на една седмица во Маврово, а потоа се враќаат во Скопје се до почетокот на првенството. Закажани се и пријателски надпревари со селекциите на Бугарија, Романија и Австрија во Скопје, како и пријателски турнир на гости во Турција. Вклучувањето на Данилов во државната младинска репрезентација е големо признание за неговиот квалитет. Тој и досега ги бранеше репрезентативните бои, што пред 2 години учествуваше и на Европското првенство во Бугарија за кошаркари до 16 години. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова приточно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.